Културната понуда на Крива Паланка и во секој случај. Настан кој предизвика многу позитивни реакции веднаш по востанувањето е поп-рок спектаклот Џојфест. Како што е познато, фестивалот на радоста го подготвува 4-то издание, а впечатокот кој го остави врз публиката и воопшто влијанието врз музичката сцена во општината ги задолжи организаторите годинава да се обидат да се надминат. Во сабота на 22 август фестивалот ќе биде одлична можност за концертно поп-рок уживање на нашиот новоизграден плоштад Карпошово востание. 4-то издание на културниот бренд на младите погодини и во душе ќе им донесе одлична забава од вечерните па до раните утрински часови со хитовите на квалитетна постава изведувач. Све е спремно, така да мислам имаме искуство веќе, 4-то издание не е ништо проблем, само тоа што треба да се истрча и да се сработи, го сработуваме, све организирано, значи мислам дека сме спремни. Ќе ни биде големо задоволство, значи сите што можат не само од регионот и од републиката да дојдат и да бидат таа вечер гости во Крива Паланка. Станува збор за отворена манифестација каде што нема карти, нема ништо, значи само треба да зема добра волја и добро расположение и да дојдат во Крива Паланка. Организаторите на поп-рок фестивалот и општината сцената им ја доверија на локални надежи, македонски изведувачи за подршка на домашната музика, како и на докажани музички легенди од Балканот. Дојдете и уживајте во познатите рефрени на искусните групи, во талентот на младите бендови и во атмосферата за паметење. Прво сакам вака да најавам еден млад паланечки бенд кој што ќе настапи, значи тоа го договоривме вчера, значи идејата на Џојфест е развивање на рок и поп културата во Крива Паланка и особено задоволство ми е што се јавија едни младинци, 5 ентузијасти што ќе настапат, тие ќе настапат пред официјален дел од другата програма, значи тука ни доаѓа Шутка Рома Рап од Скопје. Бенд состојан од 9 луѓе за тие што не знаат, што гледат повеќе грант. Значи станува збор за рап музика со убацени делови од ромскиот етномелос, значи звучат супер, ќе ги слушнете. Мислам дека најголем настап имат направено на Сигет фестивалот во Будимпешта, што нешто значи така. Ќе направат, мислам, страшно отварање, потоа следуваат IQ со промоција на нивниот трет албум. И после нив мислам дека околу 22 часот треба да настапи Ален Исламовиќ со неговиот бенд, кавер бенд, Кад би био Бело дугме, он ќе изведува, значи, нумери од Бело дугме и од Дивје јагоде. Како што може да се забележи, во Крива Паланка доаѓаат млади македонски бендови кои се во поход кон врвот на музичката сцена, што е и примарната цел на нашиот фестивал – промовирање и афирмирање на македонската музика од овој жанр. Михајловски изрази надеж дека и ова издание на спектаклот ќе биде настан кој публиката долго ќе го памети, а самата манифестација од година во година ќе расте и ќе се профилира во фестивал кој ќе заслужи место на македонската, па и на балканската музичка карта.